Челниците на селските местни заедници први ги ставија своите барања пред градоначалникот во пресрет на креирањето на буџетот за 2019 година. Првата јавна расправа градоначалникот Димитров ја отвори токму со нив, давајќи им приоритет. Почна расправата за креирање на буџетот за 2019, поточно за програмата за реализација, која што општина Виница планира да ја реализира во 2019 година. Во главном представниците од местните заедници во населените места разговара и бара основните потреби кои што со години им се решени на овие граѓани да им се решат. Дел од овие потреби кои што граѓаните ги има и минатата година, поголем дел се решени, но еве продолжуваме и оваа година. Значи за сите населени места во нашата програма за 2019 година имаме испланирано проекти кои што треба да се решаваат. Исто така, овие проекти ги или програмата ја реализираме заедно со представниците или председателите на местните заедници, се со цел приоритетните проблеми кои што ги имаат граѓаните во овие населени места да им се решат. Што се однесува до буџетот на општина Виница, се уште не ни е целосно завршен, меѓутоа за сега планираме буџетот да се движи некаде околу 102 милиони денари. Со одредбата која што ни стаса од Министерството за финансии, значи последните 3 години просекот да се извади и 10% може максимално да се проектира буџетот, ни дава една рамка некаде да креираме буџет од 102 милиони денари, кои што заедно во овие 102 милиони денари влегуваат и 20 милиони денари кои што владата на Република Македонија ги обезбеди за задолжените општини во нашата држава, меѓу кои и општина Виница. Првичната се уште неофицијална проекција на буџетот за 2019 година е околу 102 милиони денари, меѓутоа општинската каса е отворена и за нови приходи од продажба на државно градежно земјиште. Очекуваме дека ќе имаме прилив од продажба на државно земјиште во текот на, се надевам дека до крајот на оваа година имаме за сега распишано една парцела за изградба на А2 или стамбено домување, меѓутоа планираме и следната година да продадеме дел од градежното земјиште доколку имаме можност да го промениме генералниот урбанистички план, бидејќи во тој дел се предвидени други намени, имаме за сега заинтересирани компании и фирми кои што сакат да градат фабрики. Така да се надевам дека 2019 година ќе имаме доста поголем приход од продажбата на градежните парцели кои што ги има општина Виница. Нацрт буџетот на општината со конкретни бројки на дневен ред пред советниците ќе биде ставен веќе следната недела, за кога е закажана редовната седница на Советот на општината.